Уставните измени за впишување на бугарите нема да е единствен услов за влез во Европската унија, туку само прелиминарен, напиша председателот на Бугарија Румен Радев во писмо испратено до лидерите на земјите членки на Европската унија, во кое бара пристапниот процес за нас да не се одвива врз, како што вели тој, политика на лобирање. Факт е дека Бугарија никогаш не го оспорувала правото на граѓаните на Македонија да го дефинираат својот современ идентитет и да го нарекуваат својот службен јазик како што сакаат. Бугарија само реагира на обидите да се изгради идентитетот на земјата на антибугарска основа и со присвојување на бугарската историја, слично на обседнатоста на Скопје со античкиот период до потпишувањето на договорот со Грција во 2018 година. Писмото на Радев доаѓа само неколку часа по изјавата на високиот представник на Европската унија за надворешна политика Жозеп Борел за бугарското радио БНР, каде што порача дека билатералните прашања нема да го одредат пристапниот процес за Македонија. За разлика од Радев, тој вели дека нема пречки за приклучување на Македонија кон унијата. Македонија забележува добар напредок и од европска страна нема ништо што би го блокирало незиното приклучување кон Европската унија. При тоа приклучување стрикно ќе бидат почитувани европските принципи и стандарди. Затоа е неопходна добра соработка, а регионалната останува суштински елемент, исто како и стабилизација за да може да се спроведе пристапниот процес. Но билатералните прашања не треба да бидат обврзувачки и нема да го одредат процесот на приклучувањето. Ставот на Борел пак следи откако неодамна германскиот Бундестаг донесе резолуција во која се изразува почит и поддршка на македонскиот идентитет, јазик и култура и ги повикува власти и опозицијата во земјава да ги спроведат уставните измени. А од Бугарија бара да се воздржи од поставување на дополнителни услови. Слична резолуција најави и Франција, а според владата, овој чекор се очекува да го следат и други земји членки на Европската унија.